95% од тинеџерите во Соединетите Американски држави поседуваат мобилни телефони. Добиваат известување по 500 дневно, најчесто за време на школските часови. Ги посетивме македонските училишта. Како е кај нас? Ова година ние започнавме и во самиот кодекс на училиштето го вклучивме правилото на оставање на телефоните во посебни специализирани дрвени кутии, каде што учениците ги ставаат телефоните пред почетокот на наставата, а си ги подигнуваат по завршувањето на наставата. Инстант резултати веднаш не можеме да добиеме, но сепак од некаде мора да се започне. Многу е важно во предавањето наставникот да има контакт очи во очи со учениците. Така добро сознава дали материјалот е совладан, дали учениците го разбираат и слично. Но на подолги стази ограничувањата не знам колку би вродиле со плод. Многу повеќе треба да се работи на свеста на учениците, односно да бидат свесни за опасностите што произлегуваат од прекомерната употреба и несоодветна употреба на телефоните, но не само на телефоните, особено би го акцентирал моментот прекомерната употреба на социјалните мрежи. Повеќе дури од 4, 5, 6 часа дневно поминуваат на социјалните мрежи. Ако клучот за успех на младите е односот дома со родителите, односот со вас како наставници и свеста која што ќе се развие кај нив, кој ви недостасува за успехот, како е соработката со родителите? Секоја препрека би се надминала доколку се започне од домот. Пред да се добие телефонот, да се објаснат правилата на употреба на телефонот и за сите последици кои што можат да настанат. Ние тука како наставници ќе говориме за правилниот начин на употреба во образованието на телефоните, како преку истражување учениците можат да дојдат до подобри резултати, бидејќи сега сме веќе дел од дигиталното општество, каде што дигиталните вештини се неопходни за самите ученици. Зависноста од мобилните телефони се припишува токму на овие известувања, кои ги навлекуваат децата постојано да проверуваат дали добиле ново известување или да пишуваат на социјалните медиуми. Како реагираат младите на ограничувањето или одземањето на мобилните телефони? Јас сакам да сум без телефон, бидејќи сакам да си го уживам детството. Јас телефонот го оставам кога ќе влезам на час, бидејќи имаме правила кои што одржуваат да не ги чуваме телефоните за препишување и за такви работи и за наша безбедност. На почеток не бев до толку сконцентрирана баш за тоа, затоа што мислев што се случува на социјалните мрежи. Ама после се навикнав и сега сум повеќе сконцентрирана на часовите. Некојаш знае да се случува некој да гледа на час на телефон и тоа не е убаво. И затоа повеќе научиме на часот да ја слушаме наставничката, треба да ги оставаме телефоните за сите бидеме посконцентрирани. Па прво не бев толку со идејата да се ставаат телефони, ама како ги остававме не ми е толку голем проблем да го оставам. И мислам дека е доста корисно да не ми оди вниманието во нешто на телефонот, туку да бидам фокусирана на часот. Вака кога немам некоја нотификација да ми титка или да гледам телефонот, сум посконцентрирана. Добро е тоа правило. Ако го употребуваш превише како 8-9 сати на ден, тоа е превише, се претерува, треба да го оставиш. Отприлика 2 сати на ден. Апликации кои има пишано со другари за надвор се договорувам. Само во време на школата да не се употребува. Бидејќи ни се зголемува концентрацијата подобрена, ние повеќе можеме да го следиме часот и наставникот. Зашо ни помага за да учиме и не концентрира на часот. Кога сум дома, да, би рекла, а например надвор со пријатели или нешто, не до толку. Додека учам, го ставам во друга соба, бидејќи така ми е зголемена концентрацијата и не одам да проверам, например, одма дали некој ми пиша или нешто. Помалку ќе ги користиме дома, повеќе ќе се дружиме, повеќе ќе ги користиме времето со нашите родители, ќе заменуваме со различни активности, со спортување, со дружење, ќе имаме поголема креативност, повеќе знаење. Според вашето долгогодишно искуство со деца и работа со деца, кои се симптомите по кои што вие ја забележувате зависноста од мобилните телефони? Проблемите, ги забележуваме, можеби кај децата, уште на тестирањето кога доаѓаат на оној тест за прво оделение, кога уште не можат да го издржат тестот што треба да помине, трае дали 10-15 на минути.
се гледаат уште проблемите во говорот кај децата, значи потоа проблемите во логичкото размислување, поврзувањето на зборовите во реченици кога треба да се раскаже некоја приказна, логичкото размислување кај децата, нетрпението, многу раздразливост кај децата, кој што подоцна веќе доаѓа до израз и на часовите, па настануваат проблеми кај наставниците дека децата не можат можеби да издржат временски во училиште. Ние не можеме воопшто да ги забраниме телефоните или да ставиме еден рез дека не треба да се користат, затоа што сепак ова дигитално време на децата и бара, значи самите во наставните содржини имаат сега и предмети кои што работат со компјутери, па бараат и да се оспособат на некои вештини децата. Меѓутоа многу е важно да има контрола. Не овдека додека се во училиште ние сме тие, меѓутоа соработката со родителите во домот да се насочат децата колку време се на телефон, значи тоа да се ограничи и што се следи на телефоните. Прекомерната употреба на мобилни телефони е поврзана со поголема инциденца на анксиозност, депресија, ниска самодоверба, сајбер малтретирање и рушење на менталната благосостојба кај младите. Ние како родители да го дадеме првиот пример.